Јавните собери во неколку градови против одземање возила без возачка дозвола прекинаа, но проблемите останаа. И МВР јавното обвинителство децидни дека внимателно ја следат состојбата со протестите на граѓаните насочени против проектот Безбеден град и најавија соодветни законски мерки. Јавното обвинителство во координација со МВР презема соодветни мерки и активности. Дадени се насоки за испитување на евентуални елементи на кривични дела од член 319 и член 387 од Кривичниот законник, како и евентуално други дела кои се гонат по службена должност. Доколку бидат утврдени елементи на кривично дело, соодветно надлежните јавни обвинителства ќе постапат. Но протестите добија и политичка конотација. Останува нејасно дали граѓаните кои претходно блокираа патишта, се закануваа јавно и палеа гуми се политички мотивирани за тоа, прашаа денес на пресот ВМРО-ДПМН, тврдејќи дека луѓето што се закануваа дека ќе тепаат и убиваат се фотографирани со Оливер Спасовски. Лицата кои деновиве повикаа на тепање и убивање на полициски службеници поради желбата да возат без возачки дозволи поради проектот Безбеден град, биле активно вклучени во кампањата на Оливер Спасовски, што може да се види на фотографијата на екранот. Лицата кои јавно се спротивставија на проектот Безбеден град во изминатите денови излегоа на протести кои беа насочени против мерки кои имаат за цел да спречат возење без возачка дозвола, без регистрација и без одговорност. Од владеачката ВМРО-ДПМН ги повикаа надлежните институции да ги санкционираат оние кои се закануваа со убиство и правдата да биде задоволена. Од СДСМ пак возвратија дека прекрашување на закон не смее да се толерира. Меѓутоа, како што истакна председателот Венко Филипче, мора да се разговара со луѓето, да се види кои се проблемите и да им се понуди решение за да можеме како општество да функционираме понатаму. Улогата на владата е да излезе во пресрет на сите, категорични од СДСМ. Инаку реакциите следуваа откако на 1 февруари започна официјалната примена на Safe City. Од стартот полицијата информираше дека се приведени возачи без положен возачки испит и дека им се одземени возилата, пошто следуваа и јавни собери во повеќе градови низ државата.